не очекува во собранието дека ќе разговараме или ќе дебатираме за ваква тема. Да го имате председателот на владата присутен тука, пратеник кој што поставува прашање и го почна прашањето, дека очекува дека министерката за енергетика ќе биде тука, ама не била тука. На моја опомена дека е заменикот тука, сакал да го постави прашањето на министерката, сега ќе ја ругаме министерката затоа што министерката кажа дека е осутна службено и тука е заменик министерот, го поставивте прашањето и најповиканиот за целата влада, тој е председателот на владата, е присутен тука, сака да ви одговори на прашањето кое што го поставувате. Вие сега негодувате зошто го поставил тоа прашање и зошто ви одговорил председателот на владата. Па председателот на владата е тој што ги води седниците и кој што го води текот и ја води насоката во сите сектори во државата и во владата. Да се плашите од одговори на прашање кое што ќе ви го постави првиот човек, вие треба да бидете радосни да станува и да ви одговара првиот човек на владата, кој што на секој пратенички прашања ви е тука. Не ви знам логиката. Вие сте единствена опозиција која што за време на пратенички прашања во минатата година баравте по 1 сат пауза и институтот пратенички прашања кој што е за вас го обструиравте со 1 сат пауза, си го намалувавте времето да поставите нормално или некое редовно прашање. Доаѓате тука, сакате да поставите прашања, обвинувате за да снимите рил и да го пуштате после. Еве ви реален одговор, еве ви човек кој што ќе ви одговори на прашањата. Не се нервирајте, колега. Ќе ги добиете одговори на сите прашања, ама вие не сакате прашања. Вие сакате сеење на магла. Затоа сега бегате од одговорот кој што ви го дава првиот човек. Единствена опозиција на земјината топка сте кој што неќете одговор од премиер и на пратенички прашања барате пауза. Инаку, кога се повикуваме на прашањето на членот 44, на устно поставено прашање се одговора на седницата на која што е поставено. Тоа што го кажа колегата Спасовски. На одговор поставено на председателот на владата, одговор дава председател. На представник на владата, ја побара министерката, не е тука, тука е поголемиот, повисокиот од неа по хиерархискиот чин председателот на владата. Одговара председателот на владата. Господине Реджеп Исмаил, се извинувам, ама погрешена ви е темата, а тоа што одговорот не ви се допаѓа е ваш проблем. Благодарам.